Кое е значењето на Велика сабота и што празнуваме овој ден? Во овој ден, всушност, ние се сеќаваме, или би рекол, го доловуваме веќе амбиентот на Воскресението, преку така наречената утринска богослужба и литургијата која што се служи на овој ден, која што е специфична по самата своја смисла. Имено, навлегуваме, би рекол, великопосно и таговно, затоа што пред нас стои епитафот на кој што е изобразено упокоеното тело Христово, односно веќе положеното во гроб тело Христово, пред нас значи стои гробот, но сепак ние на средината, негдека од литургијата, по пеењето на така наречениот велик прокимен, тоа е еден вид на песна во црковното песнопение, го менуваме амбиентот на црквата, свештениците се преслекуваат во светли торжествени облеки и потоа со самиот тропар кој што по својата суштина и содржина е така величествен, го доловува нели Воскресението. Обично во некои храмови свештениците поминуваат низ верниците и фрлаат латици од цвеќе за да го доловат Христовото Воскресение, упатувајќи еден поздрав кон верниците што се присутни на службата, велејќи им добро Воскресение. И на тој начин се доловува амбиентот, односно на некој начин се доловува суштината на Христовото Воскресение. Дали оваа година ќе има некакви промени токму во овие богослуженија од ваша страна поради мерките од владата и Министерството за здравство? Црквата ќе ги спроведува богослуженијата во целост, но без присуство нели на верниот народ, масовно присуство нели на верниот народ, затоа што такви се мерките и нели ние како црква соработуваме со овие мерки, би рекол сообразувајќи се и со маката, но и учествувајќи во овој подвиг наш и како нели нација и како држава. Но сепак молитвеноста нема да изостане, богослуженијата нема да изостанат и молитвата нели за нас, за нашето здравје нема да изостане. Да ги потсетам верниците дека на Велики петок и на Велика сабота постот е без масло и дека Велика сабота е единствената сабота во годината кога се пости без масло. Што треба да понесат со себе верниците кога доаѓаат во црква на овој ден? Обично од Велики четврток до Велика сабота тие доаѓаат, се поклонуваат нели веќе на Велики четврток на самиот крст, на кој што е распнат Христос, на Велики петок на самата би рекол плаштаница, каде што е изобразено упокоеното тело Христово и носат со себе вапцани јајца кои што ги оставаат како нели дар во црквата покрај другите дарови кои што сакаат да ги даруваат. Овие празници се најголеми христијански празници, а христијанството представува сплотеност, грижа помеѓу себе и надеж. Што би кажале во вакви денови токму до граѓаните и како би ги охрабриле токму за денот на Велика сабота? Па еве токму тие работи кои што самите ги спомнавте, нели сплотеноста, надежта, заедништвото, нели кое што ни го долува христијанството, не значи дека се прави само во масовност. Некогаш се прави и од дома, затоа што ја означува нашата жртва за другиот, односно ние да не бидеме причина за страдањето на другиот, поднесуваме жртва во име нели на љубовта, во име на таа сплотеност и на тоа заедништво.